Владата на Република Северна Македонија гради и создава подобар живот за работниците, за професорите, лекарите, градежниците, за мајките, за децата, за татковците, за сите граѓани кои живеат на оваа парче земја во нашата татковина. Отвораме нови градинки, градиме нови станови за социјално ранливи категории на граѓани, нови полициски станици, но и реализираме капитални инфраструктурни проекти во патната инфраструктура. Се грижиме за навремена и квалитетна изработка на модерни патишта, како на регионално, така и на локално ниво. Затоа денес сме овде на делницата Младо Нагоричане Куманово да поразговараме со граѓаните од овој крај. Сакам лично да добијам од нив информација за патната мрежа која реализираме и која според она што го чув од жителите тука им го олеснува секојдневието. Надградбата и санацијата на овој патен правец во должина од над 3 километри е инвестиција од 292.000 евра. Ги поврзавме жителите на околните места, како што го направивме тоа и со санацијата на патната делница Куманово Старо Нагоричане во должина од 3 километри, во вредност од близу 570.000 евра. Овие зафати ги реализираме заедно со јавното предпријатие за државни патишта, кој е инвеститор во овие проекти, а на кои што работи јавното предпријатие Македонија пат. Со овие инвестиции го заживуваме овој регион. Граѓаните нема веќе да патуваат небезбедно и подолго по делници стари со децении. Животот и секојдневието ќе им се олесни и ќе имаат побезбедно патување. Пред еден месец го означивме и пуштањето во употреба на магистралниот пат Куманово-Страцин, инвестиција вредна 12 милиони евра, со која што го реализираме зацртаниот проект за реализација на коридорот 8 и патниот правец исток-запад. Оваа патна делница се рехабилитира за прв пат после повеќе од 32 години. Сакам да се заблагодарам за гостопримството на градоначалникот на општина Старо Нагоричане, на советниците, на претседателката на советот, на сите жители овде и да им порачам дека владата секогаш ќе остане партнер на граѓаните без разлика дали доаѓаат од урбаните или од руралните општини во државата. Ви благодарам.